Добро, веројатно од критиката која што беше изречена треба да произлезе и еве да речем разбирање за тоа што ние го говориме, а и можеби прифаќање на предлозите. Сакам да напоменам дека ние имаме тука крајно коректна дискусија и сметам дека од ниту еден говорник од пратеничкиот состав од опозицијата немаше ниту една дисквалификација по лична основа кон никого. Што е сосеме нов квалитет на дискутирањето во собранието, ако се имаат некои си претходни ситуации, да речем години наназад, во кои што представници на Министерството за земјоделство беа ставени во една крајно недолична ситуација со изразување на недоверба кон нивното работење и така натаму. Тоа во случајов немаше, дури и бевме крајно врзажани. Сметам дека тоа и представниците на Министерството го заслужуваат како луѓе пред се, затоа што и едните и другите сме наведени самите на себе си да соработуваме, сакали не или не сакале. Друго е сега што ние може да предложиме наидеални мерки, но тие предлози кога доаѓаат од опозицијата, оваа влада нема капацитет да ги прифати. За тоа сме ние свесни. Ама пак да не правиме са реминисценција на тоа кој што кажал и како кажал, ако веќе не се сослушуваат барањата на опозицијата, зошто не се сослушуваат барањата на тутунопроизводителите? Тие бараат поравнување на субвенциите до 100 денари линеарно за сите. Оние кои што имаат 80 денари за прва класа, значи плюс 20. Овие со 70 плюс 30, овие со 60 денари плюс 40. Еве да речем, направите една анализа колку се проценети количини со прва класа, колку се проценети количини со втора класа. Да речеме да ги ставиме тие на страна, да ги гледаме овие другиве со трета и со четврта. Тие добијат 60 денари. Што барат? 40 денари плюс. Колку проценти во откупот е тоа? Пример 70%. 70% се од прилика 11 милиони евра плюс дополнителни пари. Вие сега нудите 5 милиони евра, меѓутоа тие ги нудите на сите. А овие кои што се со повисока проценка на тутунот, а кои што се помалку, и тие би требало да бидат задоволни. Сега и овие што се со прва класа ги наградувате заради тоа што, морам ова да го кажам, тоа се ваши луѓе. Има производство на тутун кој што е со пониска класа, меѓутоа затоа што е член на одредена политичка партија добива, како да кажем, приоритет и добива прва класа во проценката. Многу работи се измешани. Јас ова системов не го спомнам. Системот е добар, само треба тој да се почитува, да се спроведува. Значи, еве предлог да размислите. Линеарно покачување на субвенциите на 100 денари, па после тие разврстете секи. Премногу е понижувачки дополнителна субвенција од 10 денари. Прашање е дали и на каков начин ќе ви се прифати тоа и како ќе биде прифатено од тутунарите, затоа што реакциите нивни се такви, ќе ни дозволите ние да разговараме со кого ќе посакаме, за тоа имаме права, а што се однесува до мене, јас лично никого, ниту еден тутунопроизводител не сум го барал на моја иницијатива, тие мене ме барале. И од секаде, и од Долнани, па до овакво. До Струмичко. Ова што го кажував за 100 денари откупот, проверете си го. Босилево, Василево, Ново село, не ги знам сега селата таму, кои што таму се врши откуп од 100 денари за кило, без проценка на класата, од трговски предпријатија кои што се дојдени од други краишта на Македонија, од Скопје. Кому и како и колку и по која цена тие после таму предаваат, тоа е друго прашање, зашто инспекторатот или некој друг ќе треба да си го испита тоа, ама знам дека институциите знаат дека и ние знаеме дека се вршат такви работи. Она што се однесува до договореното производство, господине заменик министар, вие
проценката ја правите врз бројот на склучените договори и така го димензионирате и количеството од оваа реколта на ориенталниот тутун, и тоа е така според системот. Меѓутоа, ова што ви го кажувам како укажување дека земјоделците потпишувале бланко договори без наведена количина за откуп, како да ви кажам, со 100, ако сум разговарал до сега од тие земјоделци, 95 го потврдиле ова. И ја не верувам зошто би ме лажеле и зошто би ме замолиле да го зборувам ова во нивно име. Тие не може да додадат во собрание. За жал, ние не направивме јавна расправа на која што би можеле тие да бидат присутни, ама да бидат присутни и тутунарите и откупувачите. Заради тоа што доколку имаше таква јавна расправа, не знам како ќе се помине откупувачите, затоа што главните замерки во цела оваа работа се во многу строгите мостри, во проценката такава како што е, но и во односот, би кажал општествено неодговорен на откупувачките компании, не сите, правам и тука една селекција, и во злоупотребата на довербата која што Министерството ја има во тие откупувачки компании, односно во непочитувањето или прекоремата слобода која што се земале врз основа на законот, на последните избори на законот за тутун, кога без оние евиденциони листови за површините, за проценката на количеството на производство, го потпишуваат со тутунарите. Ја мислам дека имавме добра расправа сега, на вас е тоа да остане, од ова ако што го предлагаме да го прифатите. Ние го кажеме нашето мислење и барањата кои што всушност дојдоа од тутунарите, че имаме во големата сала и пленарна расправа, ќе разговараме на пленум, предпоставам дека ќе произлезат некои заклучоци или некои од овие работи кои што ние предлагаме, сепак Министерството и владата ќе ги прифати. Она што јас уште на почетокот, кога беше изборот и на министрот и вашиот, без оглед на критичките замерки кои што ги имав, ама тоа беа у најдобра намера искажани, реков дека секоја добра работа која што ќе ја преземе Министерството ќе ја поддржиме. За жал, овде не гледам добро завршена работа и затоа барам ваше ангажирање и заложба во самата влада да ги убедите дека има потреба од зголемување на субвенциите за тутунарите, за да се колку толку коригира неправдата која што имат претрпено луѓето. Благодарам.